нема да има класичен попис во диаспората, како што имаше обид да има во 2011 и 2002 година, туку ќе има попис на лицата што се наоѓаат во странство. Два главни начина ги има на попишување на овие лица. Прво, ќе се овозможи преку посебна апликација на нашата веб страница самите да се попишат лицата што се во странство, а втората можност ќе биде да добиеме податоци за лица што се во странство од оние лица кои што се нивните роднини, блиски членови на домакинствата кои што се наоѓаат во земјата. Значи ќе се обидеме на секој начин да ги опфатиме што е можно повеќе лица што се надвор, бидејќи тие информации се исклучително битни, со оглед на тоа што Македонија, како и сите останати земји во регионот, за жал е емиграционно подршје и сите сме свесни дека голема популација ни отиде на надвор, сакаме да добиеме информации за нив. Тоа е единствената цел со пописот, инаку во однос на стравувањата дека ќе има било какви злоупотреби во овој дел. Нека не се плаши никој, со оглед на тоа што овој попис ќе биде, во овој попис ќе се користи така наречениот комбиниран метод, се ќе се провери, значи ние користиме и регистри, се ќе се провери, било кој не може да се пропне никој кој што не би требало да биде единица на попис. Од друга страна, ќе бидат користени сите правила кои што ги пропишува меѓународната заедница во однос на пописот, во однос на дефинирањето на категориите на населението, независно од тоа што ќе биде се цел на пописот. Значи, секоја категорија на населението, како што е дефинирано, согласно препораките на Обединетите нации и Евростат, ќе биде така дефинирана и во нашиот попис. Од тука, се ова што го слушам во изминатава недела, што го читам по порталите, дека ќе има било какви сравнувања, дека ќе се попишуваат, не знам, луѓе што не постојат, луѓе што починале и така натаму, сео тоа ќе се проверува. Ние како институција добиваме информации за секое и раѓање на дете од наши државјани во странство, меѓутоа за жал и за лицата што починале во странство. Така да се проверува, сите податоци ги имаме во нашите бази и тоа ќе нема да има можност за никаква злоупотреба.